Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска бев повикан на рочиште врз основа на тужбата која што градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска ја поднесе против мене. И од ова рочиште можеме да заклучиме три факти. Првиот факт е дека господјата Арсовска се обидува преку неаргументирани, недокажани тужби да го тргне фокусот од нејзиното неработење, од тоа што за 6 месеци немаат буквално никакви проекти, тоа што за 6 месеци не ги испорача работите и ветувањата кои што ги даде пред скопјани. Вториот факт е факт кој што беше базиран врз основа на сериозен број на докази, аргументи, факти со кои што се укажува дека градоначалничката, фирмите на градоначалничката имаат сериозен долг за струја, кој што секако беше аргументирано и подкрепено со низа докази и факти кои што доаѓаат и од ЕВН и од Централниот регистар. И секако третиот факт е основата на тужбата која што поднесе против мене, а тоа е дека градоначалничката Арсовска се чувствувала навредена и повредена, тоа што сум кажал дека била кандидат на ВМРО ДПМН, па од тука се легитимни прашањата кои што треба да ги поставиме, дали Данела Арсовска се чувствува навредена и омаловажена што била кандидат и поддржана од ВМРО ДПМН. Исто така заслужуваат граѓаните на град Скопје да знаат што се случува во овие 6 месеци, зашто не се испорачуваат ветувањата кон скопјани, зашто нема нови автобуси, зашто нема бесплатен јавен превоз, зашто не се завршуваат улиците Есенинова и Карангелевски, зашто не се завршува мостот во аеродром, зашто е градот нечист, валкан и сето тоа придонесува да има легитимни прашања на кои што градоначалничката треба да даде одговор. Ви благодарам.